Здраво дечки, еве сме во уште едно видео од овој серијал за React.js и ова видео нема да биде нова лекција или нов туторијал, туку ќе биде дообјаснување на ова што го имавме претходното, во кое што зборувавме за lazy loading. Ова видео го снимам бидејќи мислам дека некои работи не објаснив убаво, па ајде уште еднаш да поминеме дел од работите. Исто така сакам да кажам, доку не ви е тешко да кликнете на subscribe, доку веќе не сте кликнали, бидејќи како што гледате, скоро секој ден објавувам нови видеа, понекогаш и по повеќе од едно видео на ден. Исто така кликнете лайк доку ви се свиѓа или дислайк доку не ви се свиѓа исто видео. Кликнете share да го споделите со пријателите за видеата да дојдат до оние за кои се наменети. Па да започнеме. Значи, како што може да видите во описот од видеото, ви ставив документација до slice функцијата. Значи, ако отворите линкот, имате линк до Mozilla, Developer Mozilla, и овдека може да прочитате многу повеќе за slice функцијата што ја користиме. Што е битно да разберете од ова видео? Значи, многу битно за React, повеќе пати го споменав и тоа е најбитно да го разберете, дека и самото име на React доаѓа тоа, значи името на React значи дека ова библиотека реагира, значи React реагира на промени. А на какви промени реагира? Значи реагира на промени на state или на props. Значи секој пат кога ќе имате промена на било кој state во нашата компонента, нашата компонента ќе биде ререндерирана. Значи, тоа го споменав многу пати и многу битно да го знаете. Значи, тоа е најбитно да го сватите кај React-от. Во нашиот случај имаме два стейта овдека, имаме post и имаме offset. Овој offset state го користиме за тој lazy loading. Овдека, кај што ги мапираме овие постови, значи постовите ги имаме во еден array во нашиот post state, значи во овој post state, рековме имаме array со објекти од тие постови кои што ги добивме од ова надвршно API со повик на fetch функцијата. Значи од иницијално празен array добивме array со одреден број на објекти. Потоа, кога го введовме овој lazy loading, рековме дека на овој post array повикуваме slice функцијата што ќе ни врати нов array. Значи нема да ни го промени иницијалниот што го има овдека, туку ова овдека ќе ни врати нов array. А тој нов array е со повикување на slice функцијата велиме дека новиот array ќе ни ги содржи елементите од арейот што се наоѓа во posts од нултиот до offset елементот. Offset не е осмицата, значи од 0 до 8. Тоа не вклучувајќи го и последниот, значи од 0 до седмиот индекс. Тоа се 8 елементи. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значи кога изброите, тоа се 8 елементи, значи не вклучувајќи го овој последниот. И потоа тој нов арей го мапираме. Иницијално ова рековме дека ни е 8 и кога иницијално ќе ни се рендерира оваа компонента, значи ќе добиеме првично како што гледаме кога погледаме апликацијата, ќе добиеме овие 8 постови, значи од нултиот до седмиот, вклучувајќи го седмиот, или од нултиот до седмиот. Под индекс број 7, значи тоа се 8 елементи. Или како што овде рековме, со slice функцијата од нултиот до 8-миот индекс, не вклучувајќи го 8-миот, значи 7 елементи. Не ќе да ве збунам, мислам дека ме разбравте. Значи добивте нов array со 8 елементи и тие ги мапираме. Со кликањето на load more копчето, која ја повикува функцијата load more handler,
го подесуваме овој offset state од моменталната вредност, што иницијално ни е 8, значи 8 плюс 4, 12. Значи, кога ќе кликнеме на ова, ќе го подесиме стейтот на 12. Вредноста на овој offset state на 12. Како што рековме, кога имаме промена на state, нашата компонента ќе се ререндерира. И тоа значи дека повторно ќе дојдеме овдека, ова return, и кога ќе дојдеме до ова линија овдека, каде што ни вели, значи сега сме го промениле овој offset и сега имаме нешто ново. Значи сега од posts арејот направи slice од нултиот до индексот 12, не вклучувајќи до 12. Значи ќе имаме 0, 1, 2, 3, 4, бла, бла, до 11. И ќе ни изрендерира, значи, со тоа 12 постови, а иницијално сме имале 8. Значи тоа е ова. Кога ќе кликнеме пак, значи пак ќе има промена на offset стейтот и повторно ќе ни се променува од 12, овде ќе имаме 12 плюс 4, 16, повторно ќе ни се тригерира ререндерирање на нашата компонента, повторно ќе дојдеме овдека и ќе имаме сега од post направи slice од 0 до 16 и ќе има пак долу нови 4 и така натаму. Значи, мислам дека ме радев. Значи, како што реков, многу битно да разберете дека и самото име React значи дека ова библиотека реагира на промени, значи Reacts реагира, а на кои промени реагира е на промени на state и на props. Значи, тоа е многу битно да го разберете за React. Така да, дечки, мислам дека тоа е тоа за ово видео. Поздрав и се гледаме во некое наредно.